Столе и Лидија Коцевски од Скопско Волково имале мирен и хармоничен живот. Дом што со години го граделе со сопствени раце, со труд, со работа и со надеж за своето семејство. Од некогашната куќа, која со години неуморно ја граделе, денес нема ништо. Земјата каде некогаш постоела таа, само им ги враќа спомените и со солзи се сеќаваат како таму ги растеле децата. Среќа во целата несреќа е тоа што таа ноќ нивната ќерка, подготвувајќи испит за на факултет, не спиела до доцна и го видела чадот што се шири од нивната куќа. Не ни помислувала дека наскоро тој чад ќе биде предвесник на една трагедија. Веднаш ги разбудила родителите, тие го земале со себе неподвижниот 90 годишен дедо и следниот миг пред нивните очи се што се гледало е пепелта од нивниот дом. Додека се обидувале да се спасат, тие и се повредиле, посебно нивната ќерка која денес има проблеми со ногата, но најповредена им е душата. Денес ова семејство е без покрив над главата, моментално живеат под кирија и доаѓаат секој ден онаму каде што им бил домот. И ако жалат за сето она што им се случило неодамна, сепак имаат надеж во хуманоста на народот дека ќе успеат да направат барем нешто приближно како што било пред пожарот. И ова ќе помине, се вели во една стара персиска поговорка, но до следната насмевка и сигурност, патот на ова семејство е трновит. Многу полесно може да го изодат доколку ние им подадеме рака сега и да им кажеме дека некогаш секое зло е за добро, само треба јуначки да се издржи. Имавте несреќа. Се случи на 23 октомври оваа година, 2024. Имавте куќа, имавте дом, имавте се. Имавте мирен и стабилен живот. Имав. Денес тука гледаме само израмнето, површина која што може би ве подсетува на тоа што беше некогаш. Ноќта во 1:30 часот ние со сопругот спиевме. Ќерката исполничено влезе во нашата соба, не разбуди. Во моментот немаше ни струја, таа со мобилниот. Излегувајте, гори нешто. Сопругот веднаш излезе. Веројатно тоа ви беше сон. Така, веднаш излезе, се качи на скалата со цревото, се обиде да гаси. И само велеше излегувајте надвор. Со ќерката само нешто наметнавме така, иземавме и за него. Имаме и 90 годишен дедо лабот со нас што живее, тој не е свекор, татко на сопругот. Тој тешко се движи и за среќа на ќерката и текна да се јавиме кај комшиите, тие веднаш излегоа со црево, другите комши од другата страна, сите притрчаа. Дали на кров, некој се качуваше, гасеше, двајцата комши го земаа, дедото го изнесоа надвор да го спасат. Ние толку имавме 2-3 минути да се спасиме, да излеземе од огнот. Толку брзо се ширеше пожар? Многу брзо. Тргна од кај, сега немам што да ви покажам, од собата на ќерката се појави пожарот. Од горе, таа беше будна, за среќа се спремаше испити за факултетот, проекти си правеше и во сета несреќа, среќа што ни ги спаси животите на сите. Толку се одвиваше, мислам, додека дојде пожарната за 15-20 минути, тоа веќе беше се изгорено. Тие само 2,5 часа се мачеа да изгасат, да санираат. Сите ни излегоа во пресрет, ете тука не сместија, комшиите ни ја отворија куќата како да сме во свој дом. Многу сме им благодарни за тоа. Се уште од сите страни доаѓаат луѓе, поддршка, отец Оливер од хуманитарната организација Свети Спас. Значи ни даде утеха, ни даде нада, ни даде сила да истраеме во оваа несреќа.
Нека спомне и сопругот, колегите негови од работа, значи и дојдоа тука да помогнат за расчистување, за исто и извидничкиот одред, исто и роднини, пријатели, значи сите комшии овде несебично се ангажираат да ни помогнат. Секој колку што може и како може. Столе, на 23 октомври беше навистина многу тешка ноќ. Пеколен ден. Среќа сте живи. Живи, здрави, благодарение на ќеркава. Ние колку можевме се потрудивме максимално да го гасиме првич ногинот, меѓутоа не можеше. Бев качена скала, не може ништо да направам со црево од чешма. Ве фати паника тогаш? Паника. Додека не дојде појака топлина на кај мене, го гледав огнот како гори, како се крева високо према жиците нагоре, ама пак стоев на скала и ништо. Не може да се. Куќата не може да се спаси. Вие ја правевте? Па правена е 89, татко ми ја правеше, од ние се ја реновиравме 2017 нова. Све 7-8 години, да. Буквално се. Нови жици, нови кабли, нов кров, нов све беше реновирано. Нов изглед и дадовме на куќата. И ето изгоре се. Многу кратко, многу кратко. Сиот живот го оставивте во неа? Све што имавме пари вложено, отидоа така да нема. Тука ви се родија и двете деца, двете ќерки? Помалата Ние живеевме под... Кај мајка ми живеевме, бевме сместени во еднособно станче. Ова беше изградено поради близината на училиште, на такви работи. Ова го користевме така на летен период. Ама се преселивме тука, ми беше таму тесно. Тука ја омашевме по старата ќерка, сега веќе имаме и две внучиња. И помалата ќерка беше прво делиње кога дојдовме тука, кога се преселивме. Ама пред 7 години се изреновиравме, се средивме, значи за еден живот пристоен, скромен, имавме се доволно. Да, со кредити пак не можеме да се зема кредити. Мирно место, тишина, убава околина, така. Со дворче. Све избере. Нашиот спонзор Flex Credit им додели купон со кој семејството ќе може да избере производи кои им се најпотребни за нивниот нов почеток. Ајде да видиме што избраа за својот дом. Добар ден. Повелете. Добар ден. Имаме талон од ваучер од Flex Credit. Дали сме на правото место? На правото место сте, кој липсо, да, повелете. За каква потреба имате? Што имате потреба? Потребно да опремиме кујната. Добро. Ке ни треба во износот Flash Creation дозволува 15.000 денари. Ке ни треба аспиратор. Вграден елемент, кујната ќе се гради сега, се прави, да? Да, се гради кујната, може вграден шпоред, нешто така, плотна ви треба. Нешто вградена плотна. Плотна има, да речеме, сега поново зимаат, не знам дали ќе ви фати око, половинки зимаат најчесто, затоа што 4 рингли никогаш не се користат, 1 до 2 максимум, а со самото тоа ја зголемуваме работната површина на плочата. Во комбинација имате на Кончар 2 модела, едната е со 2 грени зони, а втората е со 3 грени зони. Разлика едната од другата е околу 1000 денари. Моја препорака е тоа, сам имате такви и со 4 грени зони. Не е голема разлика во цената со тие, негде околу 2000 и нешто денари е плюс. Но треба да се праша домаќинката дали 4 одеднашка би ги користела некојаш. Најчесто сега во поново време се одлучуваат за половинка. Сега затоа и тоа е моја препорака. Добро. Сега ако сакате аспиратор, имате стандардни аспиратори. Тие се 350 метри кубни на час, имате во бела и во инокс варијанта, или пак нешто вградни аспиратори, можам во тој дел на дуќанот да појдеме. Вградните аспиратори се кога би го вградувале во новата кујна, имате на излекување комплетно вградни, значи вака би дошло да речеме
комплетно вграден аспиратор, така е. така да не се гледа воопшто ништо. Од такви модели има, кажи го, повеќе варијанти. Еве ги во овој дел се изложени. Добро. Има, да речеме, Jet Air со 550 кубици на час моќност на извлекување, 3 брзини, лет осветлување, 2 години гаранција. Тоа е околу 6000 денари, 6300. 6300 И седуме негде вградната плоча и ќе ви останат уште нешто за што би требало друго за домаќинство. Правосмукалка би може уште нешто. Па може и правосмукалка да се вклопи, ќе вклопиме нешто сега. Цена? Ние како Елипсо ќе направиме некој дополнителен попуст за да можеме и прокосмукалка да вклопиме во Фала цена. Богу, многу народ ни помогна. Да. Мораме да се благодарим на народот што ни помогна за Само сето. прокосмукалки има, најчесто се ги зимаат во последно време со пластичен канистар. Сега имате и вака помала варијанта, да речеме, ама и послаби се во моќност. Тие се со платнена кесичка, ги имате во различни бои, гледате, во бела, плава и црвена. Црната е овдека изложена и се на промоција 2700 денари. Но овој модел, да речеме, е доста продаван во последно време. Со пластичен канистар е. Лесно се одржува. HEPA филтер. HEPA филтер. Така. Ти ме надополнуваш како да си ми колегата. Добро, бе. Кажи го. Модерни времења свише се Кажи го, знаат. HEPA филтерот има и за заштита на моторот и излезен HEPA филтер има. Два филтри има за заштита на самата просмукалка. Регулација на јачината си има 7-метарски кабел, неколку мали папучи за каде што не е достапна големата папуча и пластичен канистар, кој што ви кажав, кој што е лесен за одржување, се расклопува и се чисти. Не е како платнените врекички, нели да ствара проблеми при одржување и при чистење. Да, мислам дека е добро. Дека за тие пари, мислам дека за можеме да вклопиме, да, можеме да вклопиме во таа да. сума тие три артикли да ги Така, така и вклопиме. Flex Credit да им се заблагодариме. Што ете ни они одвоја средства да ни помогнат. Така, во сумата е за нијанса повисока, но ќе направиме напори да ги вклопиме во тие. Се надеваме ќе најдеме заеднички муавет. Ќе се договориме за цената. Тоа е тоа. Благодариме на довербата. Повелете во тој дел кај колешката да оставите податоци за да ви се достава. Ете така. Во продавницата Елипсо, која располага со богат избор на бела техника и производи за домот, Столи и Лидија имаа можност самите да ги одберат апаратите што ќе му дадат живот на нивниот нов дом. Се надеваме дека со еве прибираме и финансиски средства од страна и отворено девизна сметка, денарска сметка на Тутунска банка, прибираме средства, секој ден имаме приливна средства во банката. Се очекуваме да пролет колку ќе собереме, толку да почнеме да изградиме. Имаме донации, веќе најава еве донации на блокови, материјали, прозори, врати, имаме донација. Ќе прибираме средства, па се надеваме дека пролет колку имаме, како имаме, ќе почнеме да изградиме. Најмалку очекувавте сега на оваа возраст да правите нова куќа? Имам 59 години, сопругата 57, значи најмалце. Не се назначите, оно не можеш да очекуваш дека еве мене не можеш да ми се случи некој, не, значи може на секого. Може на секого, без разлика дали колку и каде да си направил доприн или нешто. Не може да очекуваш дека не може тебе да ти се случи. Тоа јас сум жив сведок, еве ние сме дека на секој може се што да му се случи. Секунди беа во прашање. Главната причина е барем она што ние немаме официјален извештај од полиција, наводно доводниот кабел од главните осигурачи што оди према таванот до разводната кутија. Тоа е причина за така барем рече вештакот. Нама немаме ништо официјално. Не знаеме точно. Се чека и полицискиот извештај. Вие не следите со скрстени рацеве само неколку денови после пожарот
Да. Шутот се исфрли, беше до темел срушена старата остатоците од куќата. Така, и сега, пошто све беше изнесено вдека, имавме стаклена волна и терволи, и прашина, нели, моравме тоа да го собереме, оти ако дувнеше ветер и нешто, околните куќи пак ќе си има проблем со ветер и затоа моравме да реагираме на тој начин шутот да се изнесе, да може и околината да се еколошка, пак да остане чиста, здрава, права. И куќата ја срушишме со помош на приватна фирма од Арачино. Дојдоа со булдожери, 2-3 камиони кои постојано вртеа. Го изнесоа и ја срушија куќата и шутот го изнесоа, така да еве тоа колку се потрудивме околината да остане чиста и да дуне ветер, да биде Вие сте и извидник и внимавате на... Точно, член сум во Изничко-Пореченскиот одред Јадран од Скопје. Ете и да ги покажам дека и они дојден цел ден работеа како работна рака, изнесува од собите по куќината, све што беше запалено, го стававме на купче, така помоши од нив. Доста луѓе. Што се вклучија во помош. Така, многу луѓе помагаат, така, сите се подршка имаме, и морална, и финансиски имаме помош од народот, така да. Се враќа, мислам дека за нас човечноста се врати. Од сите страни човечноста се врати. Вербата ни ја врати дека во светот постојат добри луѓе. Така, дека ќе успееме пак да создадеме свој дом. Во моментов каде спиете? Моментално неколку вечери спиевме кај комшиите. Отец Оливер од Свети Спас од црквата, хуманитарната организација Свети Спас од Рачево, ни најде смештај, ни помогне, ни понуди смештај. Моментално сме во Нерези. Киријата ќе ја плаќа тој месечно, така да таму сме си сместени додека не ја изградиме куќа. Епа, јас правев еден проект од факултечно ни е даден и снема струја, снема телевизија, снема струја, снема све. И надвор имаше магла. Ја мислев дека магла. Сватив дека не е магла кога Виде чат? Да. Не видов чат. Имаше оција од оганот на горната страна. И тогаш станав, нели, ги разбудив моите. Што им рече? Да станат дека не гори куќата фактички. И да излеземе надвор да пробаме нешто да направиме. Да, многу кратко беше. Јас искрено не знам што да правам. Не знам дали да помагам тука или да се тргнам на страна да не сметам. Ама сепак се тргнав на страна, пошто пак имаше луѓе што пробуваат да гаснат. Да не сметам многу. Мајката ми кажа дека лошо ти било и дека таа гледка никому не му... Да, јас многу се потресов, нели? И се тоа што го видов, се тоа што се деси, мене не ми се веруваш искрено. Се тоа беше како лош сон. Таму се правев. Си седев, си пишував, си учев. Си одмарав, нели? Сите тие терети од мозокот таму можев да си ги тргнам на страна. И се ми искор. Јас не можам да замислам да не бев дома или да се легнев порано. Или па да не го видов оганот на време. Не знам тогаш. Ако не можеш, мама, ќе прекинем. Добро. Смири се. Смири се, тука сме ние за тебе. Смири се. Сакаш будички малко? Смири се. Ке не биде, ке се оправи мајка.
Благодарение на хуманиот народ и сите добри луѓе што подадоа рака, Столи и Лидија денес се чекор поблиску до нов дом. Кога повторно го посетивме местото, веќе се гледаше промената. Среќни се и благодарни за тоа што преку емисијата Срце на дланка и благодарение на многу хумани луѓе, нивната приказна не остана заборавена. Голема поддршка даде и отец Оливер, кој со својата хуманост застана покрај ова семејство во најтешките моменти. Дојдовме до крајав, благодарам што бевте и вие поддршка голема за нас, заедно со вас, и ние успеавме да присобереме средства, благодарение како на вас, така на голем број граѓани, фирми, предпријатија кои се удружија во капитални средства да ни одобрат, и со тие средства ние усвари почнавме да ја правиме куќата. Малку закаснивме, ама еве се почна некаде надворешниот дел ќе биде набрзо готов. За месец до два ќе треба да завршиме куќава. Комплетно два се надеваме негде јуни-јули да се преселиме. Почнавме 15 јануари, значи еве скоро 2 месеци. Скоро 2 месеци е ова што го гледате пред вас. Од денеска се почнува со изолација, врати и прозори се спремни, треба да се монтираат и да се затвориме од надвор. Па после внатрешно електрика, водовод инсталација да се плочки, се што треба, кошулици, после тоа да се... Уште сме под кирија, тоа е тоа. И црквата ни помага, доста ни помагаше и црквата, за тоа што се од сите страни, како што го реков и преска, значи од сите страни, и народот, и телевизијава, и црквата ни помага да дојдеме до ова што сме. Претрпевме голем стрес, големи нервози, ама се ближи крајот. Се надам дека проблемите ќе завршат, ќе ги немаме више. Ќерката е на факултет. Стално е на факултет, иначе не учи. Сега е 3-та година, уште 1 година и остана. Ќе го заврши факултетот и таму имавме помош за кон неа. Стрикно факултетот неа и помога за 1 година ја и помогна со испити, со давачките кон факултетот, да не ги субвенционирани сме, така да, мислам дека затоа реков од сите страни имаме. Ова е чувство дека домот повторно оживува, дека од пепелта повторно се раѓа живот и дека новите спомени допрва ќе се создаваат. Ова просторија ќе биде со шивер врата, значи имаме кујна, трпезарија и салон, имаме главен влез, купатило, девојачката со ова што викаме за керкава, и од таа страна имаме 2 спални. Тоа е распоредот. Вкупно е 90 квадрати, како што ни беше. Запалената куќа, значи ништо немаме сменето, се е како што е по имотен лист. На нивните лица повторно се појави насмевка, како благослов после тешките денови. Сега внимавајте, градилиште, има шајки, има све има. Ете, повелете кујна трпезарија, салон. Ете шијаначи. Имаме врати, прозор, веќе отворено, се штемува за одвод-довод. Не е монта, него масивна плоча 15 сантими, а ова е стиродур, изолација. Изолација, да не лега топлината. Тоа е, мислам дека прва лига има историите помагаат и тие, колку можат и тие со средства. Имаме помош и од нив. Еде, идеме понатака, поведете. Ова ќе биде едната спална. Имам 2 ќерки за постарата ќерка со 2 внучиња. Што ќе биде, тоа е за нив одека, кога ќе дојдат на коси да преспивате, ќе си имате оние своја соба. С прозорот е спремен, све е спремно. Ево одека имаме спална уште една, поголема. И ова е супер направено.
Ова е нашата спална. Ова е таа девојачката за помалата ќерка. Соба што ќе биде. Она си сакаше дека, сака да гледа натаму. И ова е купатилото. Веќе се работи, се штемуваат, цевки се пуштаат. Тоа е тоа, колку се може, се стигаме. Па, искрено ви кажам, очекував после толку трчање и по документи, по едно друго. Очекував нешто, меѓутоа излезе прекрасно. Се погоди фирмата која се работа, че си имаат свој терк, се договараат кој каде како што, кој ден каков ден. И мислам дека затоа за 2 месеца успеавме се тоа да го направиме. Не очекував толку брзо, меѓутоа ете се случи да стварно прекрасно изгледа. Понекогаш е доволна само една подадена рака за од пепелта повторно да се изгради дом, а од тагата да се роди нова надеж. Ова е приказна за жена која уште од најрана возраст не го запознала значењето на зборот безгрижно детство. Јас сум Венера, мајка, самохрана мајка на 3 деца. Од Злетово сум по потекло. Мајка ми почина од малтретирање од мојот татко. Уште како мала таткото се откажал од нас. Ние сме 3 сестри. Таму заминуваме во Македонски Брод, ја и средната сестра на посвојување. Од таму после го наполнив 12 години, дојав во Скопје. Ме посвои семејство, загрижувачко семејство, и од 12 години до 2018 година бев кај нив. Тогаш од тој татко ми беше исто како татко ми беше, сакаше да ме силува. Се обиде да ме силува, меѓутоа немав докази, немав ништо. Кажав на мајката, таа не ми веруваше. Пријавив во полиција, исто не ми верува, ме вратија пак назад. И така да, тогаш ми е цело време мене со докажување и со борба да се изборам за нешто подобро. 2018 година, кога мајка ми изгорува во пожар во нашиот стан во Ѓорче. Тогаш со неа... Двајцата починаа тогаш или не? Татко ми 2016 година од болест. Меѓу време наоѓам партнер со кој останувам бремена. Не бевме венчани, не бевме регистрирани. Тој го остана бремена, ме напушти. И он ме малтретираше, ме има претепано до смрт. И после тоа ме остави сама да се борам со бременост, со тешка бременост. Потоа доаѓа сегашниот сопруг што ми е, кој единствена намера му беше само да дојде кај нас, да се всели, да ми го земе станот кој остана од моите родители. Си беше на моје име. Ме остава бремена, имав тешка бременост исто. И тогаш он искористува многу со документи, со све, што е можно побрзо да го продаде и да ме остави на улица. Четири години се борев со тоа, со малтретирање, навредување на мене, на децата. И одев пријавував, меѓутоа секогаш ме враќаа назад. Со моветот дека тоа е семејна работа, дека ти се реши дома, со договор, со разговор, со све тоа, меѓутоа им кажував дека тоа не е возможно со него, дека кога ќе се вратаме се полошо. Се до тогаш додека не го снимав, немаме никаков контакт, забрането ни е, освен тоа и да можам, не би го видела никогаш. Он ти го направеше се до тоа и си излегуваше надвор. Како ништо да не се случило, како и тој ден со снимката. А детето остана на кревет да плаче. Навреди, удари, закани. Насилство кое не ја погодува само неа, туку и низините деца, кои растат гледајќи сцени што ниту едно дете не смее да ги памети. Пријавив и вечерта, околу 9-10, не знам како беше, го приведоа. Многу ми е тешко и многу ми е страв. Ова е приказна за жена која преживеала се и се уште стои. Што посакуваш во моментов? Целосно да имам мир, без да мислам дали ќе се случи нешто. Барем дом да имам над глава. Веќе утре кога ќе се врати од затвор, пак ќе дојде тука, нема кај да оди. Оваа мајка не бара милост, бара шанса. Шанса да ги заштити своите деца. Здраво, Венера, како си? Здраво. Здраво, лепотичка.
Кај си ти се сеќаваш на мене? Здраво, здраво. Како си? Добра. Денеска јас ти носам две лепотици. Српска, како си? Добра? Повелете. Венера и ја потребно бойлер. Бойлер, кажете ми колку литар? А па са, како да... Имаме 50 и 80 литар бойлер. Кој? Цената ти е 7590. Тоа е помалиот. Да, се збориме А поголемиот? А поголемиот ти е, значи, 8200. Да, може поголемиот. Може поголемиот? Ми рече дека микро ти е потребно, така? Дали може да избираме нешто Има да разлика во бојата или тоа, јас сум за кончарот сепак, значи кончарот сепак се покажува, да, се покажува ти нудам нешто квалитетна роба. Мене многу ми се допаѓа, ќе можеме уште нешто да избереме. Да, Имаме? Нема. Сакаш вакво или нешто друго? Венера за тебе ова бирај, си имаш право да бираш, овој пат имаш право да бираш. Одбери си. Добре, вредете може тој. Што можеме за таа цена од тенџерчињата да вклопиме? Ова? Да. И ова? Мило ми е што кај вас си ги вратив сите работи. Исто преку екранот што ми помогна, си ги вратив сите оние работи кои што ги изгубив. Кои што ги изгубив, кои што тој ги продаде. Не ме остави без ништо. Мајка, татко и 4 дечиња. Живеат во стара и разнишана куќа без основни услови за живот. Во една просторија е кујна и бања, а децата се бањаат во корито. Немам доволно услови. Со една плата не се живее. Не може ништо да направиш. Мајката секој ден бара работа, таткото работи колку што може, но со една плата семејството едва и преживува. Ми имаме едно старо веце, позди куќата, таму одиме. А каде ги бањаш децата? Во корито. Каде, внатре? Дома во собата, да. Најмала е Мила, дете кое 8 години не дувнало роденденска свеќа. Кога ја прашавме што би посакала, рече само торта и една свеќа. Каде славеше роден ден? Дома. Другарчиња ти дојдоа? Да. Колку другарки имаш? 2. А имаше торта? Не. Зошто? Оти нема пари да купат. Каква торта сакаше да имаш? Мики Маус. Каков роден ден посакуваш ти? Јас посакувам роден ден да ми биде со торта и да имам нешто там на масата. Благо и нешто така сокче и воичка. Не дуваше свекичка? Не. Ти замисли желба во моментот? Да. Која ти беше желбата, Мила? Да имах торта. Никогаш не си имала торта до сега на твоите родендени? Да. Кога ти е роден ден, Мила? У март на 19. Па има промени, почнеме со работа. Со каква работа? Со купатело да се прави. Така е, тоа е дека за прв пат вие ќе имате купатило во склоп на домот. Да. Веќе нема да се оди надвор, ќе се бањате во вашето купатило, нема во соба веќе бањање. Не. Тоа е Значи нешто се што права сега, да. Па денес почките стигнаа. Па сега да го направиме првен купателото, па после кровот. Па и собите. А кој најмногу се радува сега дека ќе има дома тоалет? Децата? Ама и вие, вас ќе ве улесни сигурно многу. Ама највеќе ние заради децата. Кажете ми друго нешто, што се случуваше? Најголемата болка исто така ми беше кога слушнавме дека вашите деца никогаш во животот за роден ден немаат торта. Да. Дали помина некој роден ден? Дали може би собравте некоја донација за торта? Па сега вака, значи се донираше, се појави еден човек што донираше торта за детенцето, за најголемкото мшко, Ристе. Донираше торта и ние за роден денот, да, и ние сме многу благодарни на него пошто она донираше тортата и детето е многу среќно. Што дали го изненадивте со тортата за роден денот или пак знаеше он си посакаше Спајдермен да му биде тортата и таква човекот му оствари желбата, му направи торта Спајдермен.